Скандал во македонската дипломатија. Во пресрет на избори власта брза да пополни десетици амбасадорски фотели кои со години стојат празни. Информацијата која Алфа ја обелодени уште пред 2 месеци денеска ја потврдија од Илинденска број 2. Велат се подготвува листа на дипломати кои ќе треба да ги пополнат испразнетите македонски амбасади. Листата ќе се најде на владина седница в четврток, велат извори од владата. За сега известно е само името на досегашниот советник за надворешна политика на премиерот Заев, Дане Талески. Тој ќе замине во седиштето на НАТО. За другите имиња од владата молчат. Сепак информираат дека изборот на новите дипломати бил усогласен со кабинетот на председателот Стево Пендаровски. И оти тие биле дипломати од кариера. Повикувајќи се на извори во МНР, Алфа уште во октомври откри дека власта тајно подготвува листа на нови амбасадори. Меѓу нив и актуелната градоначалничка на Тетово Теута Арифи, која се планира да замине во Вашингтон, професорот од правниот факултет Мишо Докмановиќ во Тел Авив, а дипломатката од кариера Шпреса Јусуфи во турската претстолнина Анкара. Дека новото назначување на дипломати е спротивно на етичките норми, неодамна алармираа и од македонскиот синдикат на дипломатијата. Оттаму му порачаа на министерот Димитров да го поништи огласот за упатување на дипломати во ДКП-ата. Оти според нив, тоа отворало простор за политичка злоупотреба во пресрет на договорениот датум за предвремени парламентарни избори. А токму актуелниот шеф на дипломатијата Димитров пред 3 години го стопираше заменувањето на подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски на позицијата амбасадор во Европската Унија. Оти одлуката за негово испраќање била донесена од тогашната влада во заминување. Инаку Македонија има 57 дипломатско-конзуларни представништва низ светот, а дури 27 од нив подолг период се без амбасадори. Ова е резултат на коалициските недоразбирања меѓу СДСМ и ДУИ, кои не можеа да се договорат околу поделбата на колачот.